Откако не најде ништо спорно во одлуката на тетовскиот судија Елведин Ферати, кој возачот Пајазити го осуди на 2 години затвор за прегазувањето на Теодора, судскиот совет се поизвестно е дека ќе ја чешли одлуката на гостиварска апелација, која намали казната на возачот. Првиот човек на судски Александар Камбовски во емисијата на Лиза на телевизија 24 очекува дека ќе се испитува работата на апелација, но откако ќе заврши целиот процес, за кој се очекуваат и жалби на пресудата. Судскиот совет не само што има право, има и должност да ја следи и оценува работата на сите судови, на сите судови во државата. Ќе го направите ли тоа за овој конкретен случај? Апсолутно, не само за овој, во сите случаи, верувајте. Бидејќи досега никој не го спомена судичкиот совет во апелација кој што ја намали. Ние затоа побаравме да ги видиме сите аспекти на случајот, затоа што ние, ви кажав, знаевме само тоа што го кажуваа медиумите, а сакавме да имаме една слика за тоа што се случувало. Нека заврши еднаш предметот, тој е жив предмет, претпоставувам ке има жалба. Камбовски вели дека повторено судење за Теодора може да има во случај да се утврди кривично дело на одредени суди и обвинители, кои носели одлука за овој судски случај. На иста линија се и дел од експертите. Драган Малиновски, адвокат и поранешен член на антикорупцијска, смета дека и советот на јавни обвинители треба да се вклучи во случајот со Теодора. Меѓутоа, најверојатно, како што еве судскиот совет се занимава со работата на судиите што постапувале во овој предмет, се разбира, уште поголема причина има советот на јавни обвинители да ги разгледа околностите под кои вишата јавна обвинителка дала таква согласност. Возачот Пајазити во 2022 година прегази 22 годишната Теодора од Тетово. Гостиварска апелација му ја преиначи првичната пресуда од 3,5 на 2 години, со образложение дека Пајазити бил семеен човек, изразил кајање, а немало и претходно кривични дела. Судијата Ферати од Тетовскиот суд само ја потврди пресудата од апелација. Во пресудата судски совет не најде правни пропусти. Отаму образложија дека според членот Законот за кривична постапка, кога жалбата е поднесена само во корист на обвинетиот, пресудата не сме да се измени на негова штета.